Добри ден во студио за Беса Ариф и професорката од Штулов. Благодарам за поканата. Еве вие ја следите Собраниската седница, гледате како изгледа тоа одолговлекување всушност, кое се најавува дека може да трае со месеци, што всушност представува еден вид политички театар за купување на време на ВМРО-ДПМН. Кои се вашите предвидувања? Сега е веќе околу одолговлекувањето. Многу е тешко да се предвиди веќе нешто во Република Македонија, бидејќи сите работи течат по некој друг тек кој што не е логичен тек. Да. И затоа кога нема многу логика во сите тие работи кои што се случуваат, многу е тешко да се предвиди што ќе биде следната работа. Во врска со седницата, значи најпрво треба да се има предвид дека тоа е конститутивна седница, која што има свој карактер, како да кажам, повеќе свечен карактер, бидејќи треба да се конституира ново собраниско тело, кое што после во обичните седници ќе дискутира за важните работи. За жал тоа не го гледаме тука, бидејќи се гледа едно поведение кое што е по прилично за други, така да кажам, пообични седници на собранието, каде што се дискутира, може да имат длабоки дебати, може да биде за сите тешки прашања да се за дебатира. Тешки прашања, ама во конститутивната седница има свој тек, има свои цели, што треба да се постигне и на тоа треба да се работи. Сега, јасно е дека целта е да се одолговлече, да се оневозможи целосното конституирање на собранието, бидејќи се додека таа седница трае, ние уште немаме конституирано собрание, знаете. И затоа е тоа лошо, бидејќи се злоупотреба правото, според деловникот, значи на дискусии на сето тоа, со јасна цел да се одолговлекува тој процес на трансфер на власта и на воспоставување на ново парламентарно мнозинство кое што ќе направи нови работи. И затоа е тоа малце тој момент е проблематичен, бидејќи очигледно деловникот, но и нашите закони не предвидувале вакви околности, нели? Законите деловникот се пишуваат за регуларни значи работи и регуларни држави каде што правото функционира и каде што целта на конститутивната седница е токму таа да се конституира новата власт, а не да се саботира временско, со кој би некаков вид на инструмент со кој собранието би продолжило нормално со работа. Нема, значи таков инструмент не знам кој би бил и како, и меѓутоа тоа е сепак добрата волја на самите пратеници кои што се предпоставува дека ќе извршат својата должност во јавен интерес. Ова не е јавен интерес, значи одолговлекување на демократските процеси не е јавен интерес и не е тоа што е совесно вршење на работата на должност на пратеник. И тоа е проблемот. Како гледате на стапицата која направија со платформата? Таа стапица беше сервирана од албанските партии и зошто мораше да се инсистира токму сега, наместо да се воспостави парламентарно мнозинство, да се избере влада и да се продолжи потоа да се отворат сите тешки прашања и низ дебатот се разбира се решат во духот на демократијата и мултиетничоста. Така, најпрв, значи, навистина беше многу интересно, бидејќи работите кои што се опфатени со таа платформа не се непознати, ниту се работи за кои што воопшто не се зборувало во оваа држава и помеѓу овие политички сили. Истите работи се дискутирале и порано и пак ќе се дискутираат, бидејќи очигледно се отворени прашања кои што некогаш ќе треба да бидат затворени. Меѓутоа, начинот на кој што тие се злоупотребија на некој начин во целиот овој период и големото лицемерие кое што се појави во однос на тоа, веќе само да се потсетиме, значи таа платформа беше заедничка декларација, ја викаат, значи беше објавена на 7, преговорите со ВМРО почна на 9, завршија на 29, цели 20 дена се дискутираше токму за таа платформа, па добивме информации дека истата е прифатена и дека се, значи, имало проблем било СЈО и Прибе и ништо повеќе. И што е многу интересно, во тоа време таа платформа не се нарекуваше тиранска платформа и сега одеднаш, значи, целиот наратив се смени околу истиот документ и околу целата работа што се добива
впечаток дека сега е греф ако се коалицира со албански партии, ако се формира таква влада, па дури има нели понуди од Груевски, нека да се формира малцинска влада, само да, не исклучиво на така, македонските партии, што што представува никогаш, опасност во ваква земја. Таква работа немало ни во најтешките времиња во Република Македонија и затоа е, како да кажам, пак ќе кажам лицемерно, бидејќи значи веќе имаме таква воспоставена практика, а и за документот беше порано значи беше порано дискутирано и со ВМРО. Меѓутоа се сложувам со тоа дека тајмингот на вистина станува се попроблематичен, бидејќи сега уште повеќе гледаме дека колку голем проблем се направи од таа работа која што на почетокот не се покажуваше како така голем проблем и се уште не е суштински голем проблем, бидејќи порано или подоцна ќе мора да се разговара за тие прашања. Таму ми сме имаме особено вакви чувствителни прашања кои засегаат малцинска заедница. Јас сум против, значи, од тоа да се злоупотребат тие прашања и да се стават на маса во облик на пазар. Сега ова ќе се добија, ама ако го добивате ова нема да го добиете. Политиката се. Да, и сами сте свесни за тоа. Така, дефинитивно, меѓутоа кога се стават такви работи во вакви времиња, значи на маса за дискутирање на тоа што се прифаќа, што не се прифаќа, тоа е многу опасно, бидејќи тоа треба да биде процес во кој што сите ќе разберат дека тие прашања се важни за сите, не се само за албанците, туку воопшто за постоењето на Македонија како инклузивна мултиетничка заедница и како такви треба да се пристапи кон тие прашања, не како нешто што сега се разговара и никогаш повеќе предмет на пазар и ете доаѓаме во ситуација каде што од тоа се прави голем проблем, а всушност значи не е таков, не беше и нема да биде проблем. Едноставно не требаше да се дава можност тоа на тој начин да се развива. Мислам дека доколку се воспоставеше како приоритет владењето на правото и работата на СЈО и да се држеше значи целиот албански политички субјект во тој приоритет, тогаш немаше да дојде до целава значи ситуација. Да се дозволи ВМРО и Груевски да поентираат на националистичка карта, така наречена патриотска, но таа секогаш граничи со националистичка. Апсолутно. Сте слушнали ли за оние конспиративни теории дека ова е всушност договор помеѓу Ахмети и Груевски? Да не биде формирана влада помеѓу Заев и Ахмети? Па да, интересни се и реков кога веќе работите се сведуваат на ова, многу е тешко да се види границата помеѓу тоа што е конспиративна теорија, што е логика, што е законско нешто за договарање и така натаму и навистина самиот факт дека тоа се испреврте целиот наратив на овој начин доведува до такво мислење и се сомневате ли вие дека тоа е можно? Не знам што би кажала, меѓутоа навистина самиот тајминг и целава работа како што се сведе на крај, навистина покажува дека треба посериозно да се размисли околу приоритетите кои што би требало да се воспостават и мотивите во вакви кризни времиња кога сепак се соочуваме со системска криза, значи се соочуваме со криза на институциите и треба пред се да се има предвид дека ова не беше етничка криза, туку беше криза поврзана со институциите и со владењето на правото. Коруптивна криза. И самиот факт што преку платформата успеа на некој начин да се преврте вниманието, да се пренасочи вниманието кон меѓуетничките тензи кои што едноставно не беа дел од целава криза е многу загрижувачки само по себе, бидејќи не смеме да прекршиме од тој пат на кој што се почна и до кој што се дојде со целиот процес на менување на таа авторитарна власт. Да, од кризни стана опасни времења. Како вели Груевски, ќе одам до крај, не ми се оди во затвор. Наводно тоа му го изјавил на европративникот Иво Вајгал, иако беше демантирано. Каде го гледате вие крајот за кој Груевски наводно рекол? Односно крајот на Груевски, како го гледате? Јас мислам дека најголемиот страф на политичката елита која што ја водеше политиката во Македонија до сега е стравот од одговорност за кривичните дела за кои сега постојат
основани сомненија и за кои постои посебна институција која што ги гони. Мислам дека со самиот факт што толку многу одолговлекуваат и со самиот факт што со месеци па дури години ја саботираат значи работата на СИО од сите страни, тоа ни покажува дека се соочуваме со навистина голема одговорност за големи кривични дела и за кои што одговорноста е навистина сериозна. И затоа разбирливо е се во ова што се случува, бидејќи никој доброволно не оди во затвор, никој доброволно не се Имате разбирање за Груевски, сакате да кажете. Сочувствувате со него? Не сочувствувам, меѓутоа го разбирам од кривично правен аспект, бидејќи тоа е работата која што се случува со сите луѓе кои што треба да одговараат за кривични дела. Значи јас тоа им го предавам на студентите и секогаш им кажувам дека никој доброволно и со чеив не оди во затвор и затоа тоа е тежок процес и особено за луѓето кои што имаат власт, разбирливо е дека ќе прават се да избегнат. Што е тоа се? Ве плаши ли можна мобилизација на народот заради тоа што Груевски го повика народот да не седи пред телевизорите и да се вклучи во таа борба против федерализација, кантонизација така натаму? Па затоа е важно да има институции и да има владење на правото, бидејќи доколку навистина постоја институции во оваа држава и владење на правото, Груевски не можеше тоа тек така да го каже и да си оди слободно дома, бидејќи тоа представува кривично дело. Знаете, повикување на насилно уривање на уставниот поредок, а менувањето на власта на демократски начин преку избори е уставен поредок во Република Македонија. Тоа не сме никој да го прави, без разлика дали е екс-премиер, сегашен премиер, председател на држава и така натаму. Така што тие луѓе треба да се соочат за одговорноста за ова хушкање на народот што го прават, бидејќи тоа е сериозна работа и сериозно се казнува и според нашиот кривичен закони. Меѓутоа тоа е работата што кај нас овие работи не се гонат како што треба да се гонат и некои луѓе се ослободени од одговорноста пред кривичното право и кривично-правните институции. Мислам дека тие би сакале да направат се, бидејќи реков дека тоа може да биде дел од сценариото и како гледаме со целава работа која што се прави, очигледно е дел од сценариото, не се случајни ни протестите, ни таа цел да се продлабочи тој ендек помеѓу заедниците, особено помеѓу албанците и македонците. Значи тоа влева надеж дека може што по измешани се работите, толку по лесно може да се владее преку криминални действија и така натаму. Значи мислам дека тоа е дел од сценариото, но од друга страна јас верувам дека демократијата во Република Македонија колку толку има созреано од минатото, дека веќе не се 90-тите, па ниту 2000-тите години и дека граѓаните во Македонија се многу посвесни за тоа што се случува. Имавме еден мал тест, значи во 2015 година кога се случи Куманово и видовме дека тоа немаше таков одраз во населението, во кај граѓаните како што се очекуваше, може меѓуетнички мислите. И мислам дека сепак тоа е така и не очекувам дека ќе има, може да има обиди и сепак тоа е многу опасна игра, но верувам дека граѓаните нема да наседнат на такви сценарија, бидејќи на крајот тие знаат дека самите ќе бидат губитници, додека пак другите само ќе може да придобијат за тие работи. Да, во војна нема победници, има само губитници. Кога велите кривично дело дека е тоа што го направил Груевски, со еднакво кривично дело се соочува и Иванов, кој одбива да го даде мандатот на Заев и на Дук. Непочитувањето на уставот представува кривично дело. Едноставно, тој го прекрши уставот со недавањето на мандат. Значи, нашиот устав може да биде нејасен во многу работи, меѓутоа е многу јасен во параграфот каде што дефинира која е должноста на председателот во однос на давањето на мандатот. И тој, значи, во тој член уставот вели дека председателот е должен да даде таков мандат и нема никаква обврска, ниту пак право да види, да оценува в програма на владата или било што друго. За таа работа е парламентот овластен да ја направи и тоа е работата, постои некаков checks and balances систем, систем на контрола на власта, каде што властите ја имаат поделено работата и се контролираат едни со други. И самото навлегување на председателот во работата на собранието представува кршење на тој уставен поредок. И саботирањето,
пречката во однос на демократското трансферирање на власта представува кривично дело, тоа никој не сме да го направи. И навистина постои, значи, таму основа за одговорност. Да, и најавувате, велите дека многу лесно може таа кривична одговорност да биде покрената со некоја нова влада. Така, дефинитивно, значи, не со некоја нова влада, меѓутоа со воспоставување на институциите, значи институциите кои што треба да велам нова влада, да, со трансфер на власта, тогаш трансфер на власта, значи не е само потребен трансфер на власта, туку едноставно е потребно институциите да профункционираат. Ќе профункционираат со нова влада. Така, дефинитивно, значи идејата предпоставуваме, е да. Има кривично дело очекуваме. без разлика кој тоа го прави, институцијата и јавно обвинителство мора да реагира. Знаете, немаме таква реакција. Едноставно и не сме да се дозволи, бидејќи тоа е многу опасна ствар, да играте со национализмот и со значи се креира хучкачка атмосфера, да се буди омраза. Омраза, тоа е строго забрането во секое демократско општество, каде што институциите функционираат. А тоа особено, значи, опасно кај мултиетнички општества, каде што сепак има некои тензии меѓу етнитетите, некои нерешени работи, некои други едноставно неверување помеѓу заедниците, тоа е многу опасна работа да се прави. И за тоа постои не само државна национална одговорност, туку и меѓународна одговорност. Да не заборавиме дека сепак сме во Балканот и сме запознати со тоа до каде може да оди тој национализам и какви се кривични дела може да настанат. Сега не би требало во 2017 година ние да очекуваме да се случи некое потешко меѓународно злосторство и да се одговара пред некој меѓународен суд. Го подсетувате Груевски дека може да одговара пред Хашкиот дефинитивно, значи, трибунал. Да, постојат институции меѓународни. Доколку се разгори оваа националистичка хистерија би ја нарекла и провоцира, продуцира, ескалира. Најгрди работи почнуваат со такво хушкање, со повикување на омраза и со тоа. Особено е важно што се прави преку медиуми, знаете, се допира до многу луѓе, значи самата медиумска пристрасност, тоа го прави уште поопасно, бидејќи едноставно се злоупотребува медиумот за да тоа го направи, значи човекот да се омраза преку медиумите. Знаете колку кривични дела и колку случаи во меѓународните судови во Руанда и во другите има токму за такви луѓе кои што преку медиуми ширеле омраза. Војна, се водела и преку војна и геноцид и такви работи. Значи тоа сериозна работа за која што се носи сериозна одговорност. Јас не би сакала да дојдеме до таа точка, бидејќи едноставно тогаш навистина се нарушуваат сите можни односи и многу е тешко пак да се воспостават. И ако некој нема што да губи со тоа што дошол до оваа точка и треба да одговара за работи кои што ги направил во минатото, сите други граѓани имаат многу да губат и не сме да се поведат во таква ситуација каде што за да ги зачуваат интересите на некого треба да влезат во такви конфликти од кои што само негативни последици се носат. Да. Што се однесува до опасноста на СЈО, која постојано всушност има обструкции, а потребно е за продолжување на мандатот во третинско мнозинство во парламентот. Така. Како гледате на иднината на СЈО во такви услови? Како ќе биде ВМРО ДПМН повторно натерана на некоја маса, Пржински 3 предпоставувам, за да кренат рака и да биде продолжен мандатот. И тоа е на климави нозе. Има повеќе можности како тоа може да се направи. Најпрвин, членот кој што го одредува мандатот на специјалното јавно обвинителство за покренување на обвиненија, е проблематичен ако се споредува со начинот на кој што се регулира истото прашање кај редовното јавно обвинителство. Таму течат други рокови и роковите се воспоставуваат за секој случај посебно и не се преклузивни, што значи и ако поминува рокот, сепак врз основа на начелото на легалитет може да се покрене истрага и може да се покрене обвинение ако има основа за тоа. Кај специјалното јавно обвинителство е даден еден рок за сите истраги, што не е добро, значи не е во ред. 18 месеци може да биде значи само прекратки за сите
сите предмети, знаете. Може за еден предмет, на пример, ако почнале со Титаник во јануари, мора да завршат до јуни, значи со обвинение. Тоа е така. Меѓутоа не можете да дадете ист рок за сите предмети и потоа значи да имате различни рокови кај редовното јавно обвинителство. Тоа се коси со членот 9 на Уставот, значи на еднаквост на граѓаните, бидејќи граѓанинот кој што ќе биде обвинет пред СЈО е во привилегирана положба од граѓанинот кој што ќе биде обвинет од редовното јавно обвинителство. За него течат други рокови, за овој други рокови и затоа тоа се коси со уставноста. Јас мислам дека решението било да се прогласи неуставен тој член. Добро. И доколку би бил укинат како неуставен, тогаш ќе важат роковите кои што важат во ЗКП, во Законот за кривична постапка за редовното јавно обвинителство и на тој начин значи многу лесно се решава. Меѓутоа за тоа да се направи уставниот суд треба да профункционира како вистинска институција, не како партиска институција. Се е врзано со промената на власта и со новата влада. Меѓутоа тоа е многу полесно ако се освестат судите дека тоа е на вистина, значи се коси со начелото на еднаквост на граѓаните и со темелната вредност, значи на темелните вредности на Република Македонија, значи тоа е многу полесно, значи отколку да се води некој политички процес кој што би дошло до измени на законот, значи би довел до измени на законот во собрание, бидејќи тој закон е донесен со двотретинско мнозинство и неопходно вие двотретинско мнозинство и за менување на законот и за било какво автентично толкување, така што тој процес е потежок од процесот преку Уставен суд. Да. И кога сме веќе кај одговорностите и обврските кои се трансферираат и преку СЈО, меѓународната заедница покажува прилично млако се однесува низ целиот овој период, постојано се најавуваат неофицијално, сега се говори и официјално веќе за некакви санкции кон одредени политичари, но сето тоа е на маса и се вели дека доколку ескалира состојбата, што е опасно всушност ако се дозволи да ескалира состојбата, дури тогаш би се наметнале санкциите врз одредени политичари. Зошто постои ваква пасивност на меѓународната заедница? Не знам тоа како да го објаснам, но мислам дека вообичаено тие реагираат на вистина кога ќе ескалираат и кога ќе експлодира и предоцна веќе станува. Така, предоцна тоа е пракса, значи воспоставена некоја и како да кажам, сепак и во нашиот пример не би било во ред, значи секогаш да се чека од надвор да се решаваат работите, туку навистина мора да покажеме нешто поголема зрелост и сами, значи и самите ние. Да, но заради тоа што не покажуваме зрелост од почетокот на државноста па до денес. Јас мислам дека санкции би може да се воведат и мислам дека не би требало да се чека толку долго, бидејќи сепак ситуацијата навистина многу брзо може да ескалира, како што насекаде тоа кога доаѓа работата, значи секогаш брзо ескалира, не би требало да се чека таков момент. Постојат такви санкции кои што се индивидуални, значи може да му се изречат на индивидуа и кога е носител на висока јавна функција, например на председателот или на некој друг, значи постојат санкции кои што се однесуваат само на него. И има такви санкции, значи не мора сите граѓани, не мора државата како таква да биде казната. Иванов се однесува веќе како под санкции, дека му е забранет влез во други земји, ако видиме која е неговата рута од Азербејџан оди во Унгарија, можеби ќе отиде до Турција и тоа е се. Така. Но меѓутоа не само тоа, значи ако почнат да им ги блокираат сметките и така натаму, значи тоа е сепак посериозна доколку закана. Сметките им се во Европа. Да, во Европа. Сепак значи тоа е сериозна закана за санкција. И значи јас мислам дека би требало да се размисли да не се дојде до таму и мислам сето ова го сваќам сета ова пасивност го сваќам како давање шанса на носители на јавни функции, на представници на една држава која што е земја кандидат за влез во Европска унија. Знаете, сето тоа многу лошо изгледа кога ќе мора да ги казнувате и да ги санкционирате лицата кои што се начело на држава која што сака да биде членка на ЕУ. И затоа се дава шанса едноставно можеби сами да се поправат. Меѓутоа не се поправуваат сами. Не изгледа. Не изгледа многу дека се поправуваат. Сите очекуваат и сите пораки кои што ги гледаме
од сите посети што ни се значи што се случуваат е дека тие треба да ја на пример Иванов треба да се предомисли за неговата одлука, да ја Но тој е преиспита одлучен и така дека нема натаму, тоа да го направи. да. Нема намера да го направи во очите на тврдокорните, така наречените. Тој е херој, можеби и после наметнување на санкции, уште поголем херој би бил за зачувување на македонштината, така да ја наречам, на големата македонштина, Тоа е која опасноста проповеда. кога имате паралелни општества во рамки на едно Да. општество. Да. Значи, некој од надвор навистина како да кажам, се чуди со таквите паралелни светови во кои ние живееме, каде што за едни, на пример, таквиот потек е херојски, патриотски и така натаму, за други тоа е кривично дело, предавничко однесување и се до тоа. Да. На вистина е многу опасно да постои таква ситуација, бидејќи едноставно и од надвор веќе луѓето кои што не се многу упатени, знаете, се чудат што е сега точно, што не е точно во сето тоа и на вистина тоа многу лошо изгледа за нас, како и не представува како сосема не само нефункционално, туку и незрело општество и тоа е проблем. Добро, јас им благодарам што Да, благодарам и на вас.